Марко има 35 години, оженете и има дете од 6 години. Тој работи како програмер во една македонска фирма, но му се укажа можност да добие понуда за работа во Германија. Голем дел негови колеги го направија тоа, па и тој помисли дека е шанса која не треба да ја пропушти. Тој проба да се информира за се онлайн, но еден пријател го посоветува да стапи во контакт со негови познаници кои поминале низ истото. Еј, здраво, Диме! Јас сум Марко, мило ми е. Здраво, Марко. Ти благодарам за времето што го одделуваш за да ми помогнеш полесно да поминам низ овој процес. Баш ми е мило што се надевам би ти можел да помогнам во сета ова авантура твоја. Да, ми требаат повеќе информации околу сместувањето, наоѓањето на стан. Јас сум со фамилија и треба да земам многу работи предвид. Какво е твоето искуство со изнајмување на станови? Мора да имате договор за работа, со него многу полесно ќе најдете. Значи, договорот вие како гарантија дека останувате да живеете повеќе од една година во тој стан. А како функционираат агенциите за изнајмување? Мислам, кој е најдобар начин за да се изнајми стан? Има неколку опции како може да се најди стан побрзо. Најпрвин по официјалните веб страни кои што се за имобилија на германски за изнајмување на недвижности, а доколку одите преку агенција, сигурно дел од средствата одат и би било поскапо, одат за агенцијата. Значи најдобро е онлайн, преку веб страна. Преку веб страна, еден краток текст, пишувате дека ви треба стан, сте фамилија, до колку квадрати и многу брзо ќе ви одговорат. Одите на лице место, го гледате станот, а од друга страна и ние тој што ни се допаѓаше стан, му пишувавме на собствениците кога може да дојдеме да го посетиме, краток добар текст во кој што стои дека сме фамилија, ни треба тросомен стан, баш ни е мило да добиеме еден термин и да се договориме. Што е важно, на што треба најмногу да внимавам откако ќе најдам стан што ми се допаѓа? Станот кога се презема треба доста да се внимава на неколку точки. Што се потпишува во договорот. Значи треба доста добро да се прочита што значи небен костен, што спаѓа во тоа небен костен, тоа се додатни трошкови. Имавме исто така станот што го најдовме во тие небен костен, плаќавме малце помалку, затоа што мораше одредени работи кои што спаѓаат во тие додатни трошкови да ги правиме сами. Например, нашиот дел од спратот сами да ги чистиме скалите. Во зимскиот период исто така кога би имало многу снег на улиците, мора и на влезовите од зградата мораше сами да го чистиме. Имавме календар во кои денови ние чистиме, во кои денови нашите соседи. И така се менувавме, па затоа плаќавме помалку небен костен. И прилично тука можеше многу да се заштеди како една фамилија која што туку дојдена во Германија. Интересно дека има ваква опција. Нормално сега каде што живееме има агенција која се грижи за сите овие работи. Но тоа значи дека тие невен костен се повисоки. Точно, сега ни се повисоки. До прилика 300 евра, во тој период плаќавме 170 така некоја сума. Месечно? Месечно, да. А како се движат цените на кириите и сите други трошоци? Цената на киријата во овој момент е доста повисока, во моментот кога ние прв пат дојдовме тука. Кога барате стан го викаат калт или ван мите. Тоа значи ладна кирија или топла кирија. Во топла кирија спаѓаат додатните трошкови, овие што се викаат небен костен. Сега во секој област стои ван е калт. Значи ако видите цената горе дека е 600 евра станот, треба добро да пазите и долу да прочитате дека плюс 200 евра кошта небен костен. Што значи вкупно би бил станот 800 евра. И така да секогаш би рекол дека треба да се чита 2 пати до 3 пати, зашто тука имаат еден трик, се она што викаат alles mit dem kleine Buchstabe sehr wichtig zum lesen. Се што е со мали букви е многу важно да се прочита, да. Дали е подобро да сум таму за да го почнам процесот или можам и од тука? Процесот може да го почнете кратко пред да идите тука.
и да имате веќе термините, да ги имате веќе направено на посета на становите и да имате веќе термини со луѓето со кои што сакате да разговарате за да го изнајмите станот. Препорака да бидете доста точни. Затоа што 5 минути ако ве нема на состанокот, едноставно затворена е вратата. Навистина многу ми помогна. Може да те побарам ако имам потреба од некои нови информации? Нема никаков проблем, слободно можеш да ме контактираш, Марко. Важи, се слушаме.